Министерството за финансии врати 18,3 милиони евра во стопанството по основ на издадени и доспеани за отплата државни записи, информира од финансии. На вчерашната аукција Министерството повлече двојно помалку средства, односно 9,2 милиони евра. На овој начин нето задолжувањето преку државни записи само преку оваа аукција е намалено за 9 милиони евра. Со овој потек од Министерството велат дека се остава повеќе средства за ликвидност на приватниот сектор. Со ова Министерството ја реализира најавата и ја исполнува определбата за намалување на повлекувањата на средства од домашен пазар. Ваквата стратегија треба да остави повеќе ликвидни средства во стопанството, што би придонело за зголемено кредитирање на корпоративниот сектор и со тоа раздвижување на економијата. Во изминативе 2 месеци се откажани дури 3 предвидени аукции на државниот пазар. Нето задолжувањето по однос на државни записи се приближува кон нула. Стои во соопштението на Министерството за финансии. Од опозицијската СДСМ не се согласуваат дека се намалува државниот долг и тие возвратија со свое соопштение. Од партијата го повикуваат министерот за финансии Кирил Миновски итно да ги откаже аукциите, бидејќи како што велат, влегува во нови незаконски дела. Малку им беа 450 милиони евра со кои што ги задолжија граѓаните преку еврообврзницата. Па уште Груевски преку Миновски вчера ги задолжи граѓаните со нови 9,26 милиони евра на домашниот пазар. Го подсетуваме Миновски дека пред Управниот суд на Република Македонија се уште се води постапка за законитоста на сите домашни аукции на државни хартии од вредност одржани од почетокот на 2016 година. Велат од СДСМ. На ова соопштение реагира од владеачката ВМРО ДПМН, кои велат дека продолжуваат паничните и очојни лаги на СДСМ со кои сакаат да дефокусираат јавноста од чинот на финансискиот криминал кој го извршува Зоран Заев и Кире Наумов и раководството на партијата, со тоа што пишуваат писма до меѓународните финансиски институции. А денеска се огласи од кабинетот на гувернерот на Народната банка и покрај неповолните домашни случувања, македонскиот финансиски систем ја задржа својата стабилност, оценува Богов, по денешните средби со повеќе финансиски институции. Инаку опозицијата најави кривични пријави за сите инволвирани во издавањето на еврообврзницата, а пак од Министерството за финансии возвратија дека не само пријави, туку ќе бараат и оштета од сите оние кои го нарушиле угледот и честа на Министерствата за финансии и правда и лицата кои ги предводат овие институции, откако што велат лажните обвинувања за издавањето на еврообврзницата.